констатираше дека не биле определени управители на правните лица, дали ќе определите дел од адвокатите или ќе дозволите тоа судот да го направи? Значи денеска се случи тоа што ја не го очекував. Имаме брутален почеток на судење, на судика кој очигледно нема искуство во кривични предмети. Сакам да го докажам со еден прост пример. Добивме оценка на обвинителен акт во кој во ниједна реченица не се спомнуваат прислушкуваните разговори кои ние ги спориме како употреба за доказ. Денеска го побара она што Зоран Заев го побара по својот случај 62/16 познат како подкуп, а тоа е да за тие разговори реше во овој суд и да ни даде право на жалба пред апелација. Тоа што му е дадено на Зоран Заев, на нас денес не е одбиено. Така да очекувам брутално судење и не знам како ќе продолжиме натаму, но по секој случај судот не е еден судија. Ја во судот верувам, а дали верувам и во судиката денес ќе видиме веќе од 7. Добро, во однос на правните лица ќе назначите ли управител? Јас имам забрана која ми ја дал кривичен совет да се потпишувам како управител. Очекувам тој кривичен совет кој е изрекол забраната да ми ја симне во овој дел. Ние такво барање имаме дадено и очекуваме наскоро да биде решено. Никој не ми гарантира дека ако се потпишам како управител на некој друг акт, нема да се примени мерка, притвор, бидејќи не сум ја почитувал претходната мерка, а тоа е забрана на потпис. Чекаме тој што донел одлука за потписот, истиот да ми даде право да се потпишам, а не судијата судечки. Да поедноставиме, барате прислушуваните разговори да не бидат докази? Апсолутно, ние сме барали кај судијата во претходна постапка, не сме добиле во ниједна реченица одговор. Ако видовте денес, тоа беа 21 ред одговор од судијата од Кривичниот совет за претходна постапка, во кој во ниеден збор не се спомнува прислушкуван разговор. Воопшто нема таков одговор. И затоа бараме право на жалба преку овој суд. Бараме тоа што му е дозволено на Зоран Заев. 62/16 е неговиот случај, јавно е познат, може да ја видите оваа одлука на судот кој не му суди.